во наредниве минути на македонски корени да се освежиме со една убава композиција пред да поведиме разговор со нашиот вечерашен гостин, господинот Ристо Никовски, политички аналитичар и поранешен амбасадор, но и како што рековме редовен колумнист. Останете со нас, почитувани. А песната која што ви ја нудиме е од Петранка Костадинова, Македонијо, мајко страдалнице. Светите браќа Солунски, Кирил и Методија, Солун крај Белото море, свето писмо создадоа. Клименти Наум Охридски, народот својего просветија, во Охрид крај води езерски, во прво школо македонско. Сега е точно 18 часот и 29 минути и 53 секунди. Јас следите емисијава Македонски корени од Сиднеј со вашите домакини, јас Бети Треновска и колегата Јон Треновски. Ви благодариме на сите што сте заедно со нас, почитувани. Во наредниве минути ќе говориме за актуелни теми кои ја тиштат македонската јавност. На прашањата кои ќе произлезат од овие теми, одговор ќе побараме од нашиот денешен гостин, господинот Ристо Никовски, политички аналитичар, колумнист и поранешен амбасадор на македонската дипломатија. Се надеваме дека нема да имаме
проблеми со видеолинкот. Господине Никовски, добро ви утро и добро ни дојдовте на Македонски корени. Добро утро и поздрав на сите македонци во Австралија. До сите македонци каде и да се во светот. Добро ви утро и од мене, господине Никовски. Ви благодариме што не удостоивте и сте денес дел од Македонски корени. Големо задоволство ми е да сум заедно со македонците од Австралија. Свесен сум дека вие, нашите македонци низ светот, уште потешко и уште подлабоко го чувствувате ова што нас ни се случува во земјата и мислам дека секој нормален македонец е загрижен, бидејќи во прашање е опстанок на вековната и илјадогодишната милиумската македонска нација. Господине Никовски, прашањава денес кои што имаме намера да ви ги поставиме, ги поделивме на два дела. Во првиот дел ќе го бараме вашето размислување како политички аналитичар, а во вториот дел како поранешен дипломат, бидејќи, како што реков, и прашањата ќе одат во тие насоки. Комшиите, но и голем број на наши аналитичари, на жалост, многу често не обвинуваат дека сме националисти. А од друга страна пак никаде и никој не ги споменуваат шовинистичките однесувања на дел од соседите. Како вие ќе ги прокоментирате ваквите напади, имајќи предвид дека ние никогаш на соседите не сме им откинали територија, на никого не им ја негираме нацијата и идентитетот, туку наспроти тоа, нашиот македонски национализам, како во минатото, така и денес, е изграден контра другите. Не е изграден на контра другите, туку од другите бара се уште признавање и почитување на самоопределување. Видите, македонците биле секогаш жртви на соседите, меѓутоа жалосно е да се каже дека сме биле жртви и на меѓусебните недоразбирања. Во историјата, за жал, многу често меѓу себе сме се уништувале, разликите меѓу себе биле поважни отколку она што било национално важно и значајно. Меѓутоа, знаете, Македонија направи две големи, тешки, историски, непростливи грешки, потпиша два договора со нашите соседи Бугарија и Грција, со кои де факто ние признавме дека сите тие нивни синдроми, дека македонци не постаа, дека ние сме бугари или не знам што друго, де факто ние ги потврдивме со тие два договора. Значи, ние ја прифативме вината за нивните историски синдроми и сега следува она што нормално доаѓа, нели така, кога некому ќе му даете шанса, тој ќе ја искористи. Така да, тие историски синдроми кои биле присутни со векови, сега доаѓа до целосен израз и ова што се случува во најново време меѓу Македонија и Бугарија, односно бугарскиот фашизам кој повторно доаѓа до израз, покажува дека грешките кои се направени се долгорочни и дека цената која ќе ја платиме ќе биде навистина голема. Господине Никовски, некои така наречени аналитичари излегуваат со став дека не може да се црпи од историјата и да се вгради во реалноста и од тоа да се гради државна политика во делот на националното прашање. Колку се во право таквите аналитичари, дали националната политика треба да се базира на историските вредности и темели и истата да се донаградува? Видите, да почнеме од вашава емисија, како се вика, Македонски корени. Кој нема корени, не може да екзистира. На обично дрво, ако е без корени и сечете му ги корените, тоа ќе се исуши, нели така. Историјата, меморијата на народот, митовите, разбирате, се суштината, се столбот на екзистенцијата на секоја нација, на секој народ. Тоа важи и за французи, тоа важи за британци, тоа важи за секоја нација. Така да, тој што нема историја, тој нема ни сегашност, нема ни иднина. И она
клучна, главна грешка која е направена со Бугарија, дека сме имале заедничка историја, е токму тоа што ќе не дотолчи во време во кое доаѓа пред нас, бидејќи нема два народа, две нации во светот кои имаат заедничка историја. Или имате заедничка историја па сте еден народ, или имате различна историја па сте два народа. Тоа не е воопшто случајно, бидејќи основната теза на Бугарија и на Софија веќе речиси 200 години е дека македонците се бугари, неосвестени бугари, и сега се обидуваат на секој начин да го тоа докажат. Малку ќе се надоврзам на тоа зошто се случува токму тоа сега. Знаете, тие нивни историски синдроми, дека не постоиме ние како народ, се бесмислица, една историска бесмислица, ако сакате, а најдобар начин, најдобар доказ дека македонците постоеле со векови, со милениуми, да не одиме толку назад, нели така, е фактот што имало, речи 200 години, македонско прашање. Па сега, мислам, дилемата може ли да постои? Ако има македонско прашање, може да нема македонци. Разбирате, прашањето мора да биде поврзано со македонците. И после толку време на будалштини, ако сакате во основата, или фашистички размислувања во Софија, се доаѓа до моментот кога Македонија треба да влезе во Европската унија, нели така, која е за нас многу поважна него Обединетите нации. Обединетите нации ние сме на маргините. Ќе бидеме на маргините во Европската унија, меѓутоа Европската унија е Европа, разбирате. Тука ние ќе бидеме на пиедесталот на некој начин, ќе бидеме фактор некој минимален, меѓутоа македонизмот ќе дое до израз, ќе се, нели така, македонскиот јазик ќе се пласира и ќе се употребува, ќе имаме некаков глас тамо, ќе се слуша за нас, ќе учествуваме во разни програми, и сега тоа за бугарите е клучот, односно пресвртницата. Влеземе ли ние во Македонија, влеземе ли ние во Европската унија, нема веќе небулози бугарски дека нема македонци. Ние ќе бидеме македонци, признати, прифатени, разбирате, и не игнорирани. Така да, тие се пред една пресвртница да се биде или не. Ако тие прифатат дека ќе влеземе ние во Европската унија како македонци, готово, сето тоа што 200 години го вергла, го лажеа народот, разбирате, ќе испадне една чиста измислица. И затоа се наоѓаме пред еден сериозен предизвик, кој ќе биде многу опасен, многу тежок, а велам, тоа е логичен развој на настаните, и затоа имаме изјави на бугарските политичари. Плевнелиев, нивниот председател, како председател државата, рече: Македонија може да влезе во Европската унија, али не и македонизмот, значи не македонците. А сега, велам, тоа се прави на еден груб начин, на еден агресивен начин, а ние се однесуваме крајно неодговорно, и сите тие историски, да речам, вредности врз основа на кои се, нели така, и фундираме како нација и како народ, се доведени во прашање. Но неодговорно, ние можеби не се однесуваме, и тоа владата на чело на Заев неодговорно се однесува. Да не сватат нашите гледачи и слушатели дека ние, македонскиот народ, се однесуваме неодговорно. Господине Никовски, дали барањето да ни се почитува само определувањето и да се почитуваат историските факти и наоди, а не да се интерпретираат по слободна волја, може да се смета дека со тоа ние реинтерпретираме македонската историја, како што не обвинуваат соседите и дел од македонските аналитичари и креатори на јавното мислење? И како да се бориме, но поважно од се, како да се избориме со Бугарија и Грција кои поставуваат вака неприфатливи барања? Видите, како што рековме, заедничка историја немаат два народи во светот, нити може да имаат. Меѓутоа, факт е неспорен дека голем дел од историјата на балканските народи, а тоа е случај во други делови на светот, али Балканот е нешто посебно, бидејќи секогаш бил, нели така, произведувал, што се вели, повеќе историја од колку што можел да консумира.
е измешана меѓу сите народи. И факт е дека дел од нашата историја со Бугарија може да се третира како заедничка, бидејќи ние како народ, пред малку спомнавме малце зашто и од кои причини, последни формиравме држава во регионот, а знаете, тоа е голем хендикеп, затоа што државата регулира односите, регулира јазикот, го регулира, го официализира, го стандардизира, нели така, и се развива нацијата, се создаваат институции, нели така, и сето тоа. Тој факт, де факто, тој наш хендикеп се реализирал на начин, се ефектурал на начин што голем дел од нашите врвни дејци немале избор голем. Додат во Србија, додат во Грција или додат во Бугарија. Нели така, за време уште на Отоманската империја. И бугарскиот јазик е факт е најблизок до македонскиот. Бугарија е факт исто така дека покажувала најголемо, да речеме, разбирање во наводници за македонците. Ги привлекувала таму, тие оделе таму, тоа се работи за стотици илјади луѓе, разбирате. Значи, не е тоа една мала цифра. И сега вела дека не знам колку проценти, 30% од бугарите се де факто македонско потекло и не само тоа, него врвот на бугарската политика, на бугарската наука долго години биле македонци. Ама тие ги прифаќале нив со задни намери, да ги побугарчат, разбирате. И правеле све да го тоа постигнат. И тој хендикеп наш, бидејќи еден дел од тие наши македонци го прифатиле бугаризмот, се бугаризирале, знаете, изборот не е голем, живеете таму, притисокот е огромен, разбирате, македонска држава нема, избор немате, и Гоце Делчев, не така, кој е символот на македонизмот, се пишува дека е бугарин. А како да се напише? Тај македонец ке му е скинале главата. Татко ми мој студирал во Белград, бил Николич, се пишува србин, а бил македонец, што викаат, од глава до пети. Фаќате? После тоа, кога било бугарско, за време на бугарската фашистичка окупација, татко ми во Ресен се пишувал, бил судија, се пишувал Ников. Значи, бил што националност бугарин, не пишеш ли бугарин, нема избор македонец. Дедо ми мој Ицо Попе, кој во Ресен бил, се борил за македонизмот, за Македонија и од 17 години бил во затвор за македонизмот наш, разбирате. Пред Втората светска војна, во време на српската окупација, кога имало попис, го прашале националност, македонец. Му одговоре, нема такво нешто. Пиши што сакаш. Пишале срби. Така да, мислам, изборот, не постоел избор ни за Гоце Делчев, ни за било кој друг, отколку да каже дека е бугарин и да се запише дека е бугарин. Државјанството било бугарско, пасошот бил бугарски, вработувањето било бугарско, во бугарска држава живееле. Разбирате? И дедо ми мој кој го спомнав да кажам дека јас бев дете, он почина 49-та година, јас 7 години имав кога тој почина, али го памтам ко вчера, ми велеше, на мене и на брат ми беше поста неколку години, вели, деца, никогаш немојте да заборавите. Јас покажуваше во себе сум македонец, татко ми ваше македонец, татко ми мој, вели, кој јас го памтам, беше македонец, дедо ми мој, вели, велеше, кој исто така го паметам како вчера да го гледам, беше македонец. А дедо му негов е роден околу 1820 година, разберете, не знам тачен година кога е роден. Дедо ми е роден во 1867 година. Значи 200 години дедо ми мој кажува дека имало македонци, дека моето семејство било македонско, да родиме поназад, разбирате. Меѓутоа, сега за бугарите е клучот, пресвртницата. Ако прифата дека има македонци, парок има македонско малцинство кај нив. И едно од клучите нивни причини и проблеми е тоа, тие македонци таму кои се онеправдани, кои се под силен и страшен геноцид веќе со долги години, разбирате. И сега да спомнеме само попатно вака дека Европскиот суд за правдата има 13 пресуди против Бугарија околу третманот, геноцидот на македонците во Бугарија. Тие го игнорираат тоа, нашата држава ништо не прави на тоа, а не новото е дека Советот на министри на Советот на Европа, а тоа е главната, првата мултилатерална европска организација од која произлезе и Европската унија и се, и кои се грижи за човековите права, донесува резолуција од кои бараат Бугарија да ги почитува тие
тие пресуди на Европскиот суд за правда. Наша држава ништо не прави, се крие, молчи, што е срамно. Така да историјата, минатото, меморијата национална е клучно. Немате ли неа, вие не постоите. А целта е сега таа да се избрише, дека сме ние некоја измислена нација после Втората светска војна, што е глупо. Значи, татко ми мој, да не зборуваме дедо ми, татко ми мој бил, значи, бугарин. Јас сум роден во Втората светска војна, значи, во бугарската окупација. Ме крстиле Христо, јас после си го премив името. Христо не можело, разбирате. Значи, јас сум бугарин. Али да освестен, значи, сака да ме освестен сега, но не може да успеат како никој од нашите македонци кои се со векови, разбирате, македонци, не може да го премислат и да го прекрстат и да го, што се вели, да го претворат во нешто друго, бидејќи македонец е македонец бил, останува и секојаш ќе биде македонец. Ово што го напоменавте со насилно преименување на презимињата, скоро секое семејство во Македонија се соочувало со тоа. Ево и во нашата фамилија, четворица браќа беа кај татко ми, едниот од нив беше Стојановиќ и уште како младинец заминал во Австрија од неправдите и долги години не беше дојден во Македонија, кога дојде си го промени неговото презиме во Треновски. Така да и тој е еден од освестените. Слушајте, такви случаи се, бројни се таквите случаи, бидејќи, велам, може би проблемот на Балканот е тоа што ние бевме 500 години под турската, под Отоманската империја, разбирате. Сите живеевме во еден заеднички простор. И на почетокот на минатиот век, некаде 1902-3 година, кога се селеле македонците во Америка, разбирате, има сега податоци кои се откриваат, се отварат во архивите. Значи, со турски пасошуваат во Америка на почетокот од 900-тите години и пишува таму националност македонец. Разбирате, јазикот кој го зборуваат македонски. И има документ од 1920 година, државен американски документ, во кој се регистрирани јазиците на тие дојденци во Америка. Нали така, преселувањето во Америка, бидејќи Америка беше во подем, беше масовно тогаш, и меѓу, не знам, едно 30 јазици на тие дојденци, стои македонски јазик. А сега Бугарија вели дека не постои. Тоа е смешно, разбирате, да не е жалосно, ќе беше смешно всушност, меѓутоа и трагично, бидејќи Европа, која е нели така, сепак Европската унија нешто позитивно е во суштината и во основата, е дел од онаа што велеа византиска проститутка, разбирате, Ороспија односно, која има двојни стандарди, и сега најновиот развој на станите и до сега всушност покажува дека тие се спремни да прифаќаат уцени и ултиматуми заради некаков домашен и внатрешен мир, кои не им служат на част, а за Македонија се погубни од почетокот на 90-те години од минатиот век, кога се распадна Југославија и кога се прокламира независна Македонија. Господине Никовски, како вие гледате на изборот на господинот Османи да биде начело на македонската дипломатија, а за негов заменик, нели, поставен е исто така албанец, и покрај тоа што македонскиот народ е мнозински народ, а надворешната политика е заснована на решавање на суштинските прашања на мнозинскиот народ. И дали досега со нешто имаат покажано дека се лојални на Македонија и македонскиот народ? Видите, албанците се тука, дел од нив се вековни тука, долго време живеат, тоа мора да се признае. Ние заедно мора да живееме. Меѓутоа, самиот овај потек што го спомнавте, поставувањето на министер, а и заменик министер, што е веќе катастрофална грешка на албанци, е нешто што овој момент е несоодветно и неприфатливо. Знаете, кога Македонија има клучен, основен и главен проблем на меѓународен план, и имаме внатрешни проблеми, тоа не е спорно, меѓутоа главното е моментално, прво направивме, велам да не се враќаме назад на Преспанско и на
договорот со Софија. Сега кога треба да влеземе во Европската Унија, кога сме под една силна агресија, една студена војна, една специјална војна од страна на Софија, вие, каде се што е македонско е доведено во прашање, разбирате, вие поставувате албанец за министер за внатрешни работи, кој треба да ги брани нашите интереси. Мислам дека е тоа сериозна грешка, бидејќи, знаете, колку да е добронамерен Османи, тој сепак не го чувствува тоа интимно, не му гори во душата, како што ќе му гори на еден нормален македонец, разбирате. И морам да признам дека неговите последни изјави кои ги дава се несоодветни на тежината на проблемот, несоодветни на предизвикот со кој се наоѓа македонската нација и македонскиот народ, нели така, и дека не соодветствуваат на она што мора да го прави нашата држава. Меѓутоа мораме да бидеме свесни дека тоа е израз и на владата во која тој дел и на премиерот, кои се обидуваат на секој начин да ги задоволат бугарските барања и нецивилизацијски намери, и така се создава еден пакт, да речеме, еден сојуз натрешен, кој е погубен за нас и кој може да ни донесе големи и несогледливи последици. Видите, може да се каже дури дека поставувањето на министер за внатрешни работи и заменик министер на албанци е намерно направено да се направат неприфатливи, историски погрешни, флагрантно погрешни, фундаментално погрешни отстапки према Бугарија и да се тоа испадели така го ги направи албанците и македонците. Иначе што се однесува до лојалноста на албанците кај нас, мораме да бидеме свесни дека моментално во регионот албанскиот фактор по многу што доминира, бидејќи има директна и отворена поддршка на Соединетите американски држави, дека така наречената голема Албанија е веќе 75%, ако не и 80%, создадена со отцепувањето насилно на Косово од Србија, и формалноста кога ќе се спојат тие две воопшто не е важна, а од друга страна во Македонија прво имавме агресијата од Косово 2001 година, која исто така американска режија, дали така, и од тогаш навака е де факто девалвирано мнозинството. Македонецот, македонскиот народ, кој е мнозинско ова држава, е девалвирано на ниво на етнички заедници, каде дали решаваат во Пржино и во Охрид како племенски водачи 4 партиски лидери, што де факто игнорира и држава, игнорира институции и се, и полека, али сигурно, државата се води со сериозна помош од надвор кон федерализација. Клучен исчекор беше тоа законот за албанскиот јазик, или така, со кој државата е формално и практично јазично федерализирана, и сега е прашање на време и на чекори кои ќе водат и до формално политичко федерализирање. Да спомнеме дека албанците не го признава претходниот председател, разбирате, не ги признаваат нашите символи, албанците водат своја политика и имаат своји интереси, за нив е албанизмот поважен отколку Македонија, тие секогаш играат на албанската карта. Јас пред некој ден коментирав тоа на една телевизија, нели неодамна имаше фудбалска утакмица Македонија-Косово, за среќа без публика, за среќа велам, бидејќи ако беше со публика, албанците ќе навиваат за Косово. Така да, знаете, имаме фундаментални разлики, интересите на едните и другите не се поклопуваат во многу што, поддршката која албанскиот фактор во регионите ја добива и не само од Соединетите американски држави, чии главни партнери се во регионот после распадот на Југославија, и од Европа поддршката им е сериозна. Митеран Макрон изјави мораат Македонија и Албанија заедно да ги почнат преговорите. Зашто да почнеме заедно, кога тие се многу зад нас, зашто вели албанците ќе прават проблеми. Така да тие се етаблираа на политички план на со една агресија, со една
мислам зборувам за албанците генерално, пред се за Албанија, а Косово одма е до нив, разбирате, а нашиве само ги следат, се интаблираа на меѓународен план на еден начин кој им дава приоритети со поддршката која имаат од страна на Америка и со тоа мора на тоа мора да се смета. Меѓутоа, знаете, во целата таа негативна констелација позитивно е што војна во регионот нема да има, бидејќи Македонија се обидува да трансформираат и да албанизираат на внатрешен начин со на некои под наводници демократски принципи, бидејќи ако има војна, разбирате, тоа ќе биде трета балканска војна, ќе биде катастрофална и никој не смее да се ја дозволи, а ако има таква војна, прва што ќе дојде во регионот ќе биде Русија, ќе се врати во регионот Русија, а тоа, ако нешто не сакат американците, од нешто се плашат, тоа е точно враќањето на Русија во регионот. Господин Никовски, вие, како што гледам, можете да говорите и цел ден на една тема. Времето ќе не тепа, малку ќе побрзаме за останатите прашања кои што ги имаме во предвид. Инаку Македонија од освојувањето на државниот грб во јули 27, мисле чините во 1946 година, до ден денешен и покрај преименувањето од Народна република Македонија во Социјалистичка република Македонија, па и во Република Македонија по 1991 година, го задржа истиот грб. Македонскиот грб символично го прикажува се уште неостварениот сон за обединување на сите делови на Македонија. Во средината на македонскиот грб поставена е планината Пирин, која ја символизира македонската борба за нашата македонска држава. На грбот символично се представени и останатите делови на Македонија, која беше поделена во Букуреш 1913 година. Дали сега Грција и Бугарија ќе го искористат моментов и ситуација во кога начело на дипломатијата на неговиот заменик се албанци и токму преку нив, а и со помош на албанските политички партии и заевата свиткана кичма, ќе пробаат да го променат македонскиот грб и со изгласување на нов? Видите, факт е дека символите ќе дојдат на дневен ред. Албанците диригирани и водени, албанците во земјава, мислам, диригирани и водени од странскиот фактор, кој де факто е толку присутен во регионот, мислам, Соединетите американски држави, по распадот на Југославија, тие доминираат целосно на Балканот. Претходно тука беа присутни Русија, Франција, Британија и така натака, сега доминираат американците и тие, како што реков, главни партнери во регионот им се албанците. Тоа на времето имаш некоја своја логика, бидејќи главниот душман нивни беше Милошевиќ, едини кои се бореа против Милошевиќ беа албанците, тие не се славјани или словени, бидејќи американците никогаш немале доверба во словените и славјаните, разбирате, така да се наметнено партнерство кое ќе трае. Како што реков, нема проблемот на нашите символи да биде нагласено покренат од Грција и Бугарија, туку на домашен план од самите албанци, кои веќе реков, химната не ја признаваат, тие не ја почитуваат химната, дури не стануваат, не ја пеева албанската химна во собранието, што е невиден политички криминал во основата. Имаме чести случаи, например, на отварањето на школската година на Штуловиот, така наречен универзитет во Тетово се пее, се свири албанската химна и во некои други прилики. Нашата држава молчи, разбирате. Ние толерираме работи кои се апсолутно неприфатливи и прашање само на време кои ги стават на тапет и химната и веројатно и знамето, веројатно и грбот. Така да и не само тоа од страна на нашите албанци македонски туку да бидеме свесни дека голготите македонски ќе почнат со преговарањето за членство во Европската унија, меѓутоа мислам дека на таа тема ќе зборуваме малку подоцна. Господине Никовски, колку треба да им веруваме на оние кои во минатото не покажале со ништо дека се лојални кон Македонија, особено на оние кои имаат високи функции во дипломатијата, оние што претходно ги спомнавме во Министерството за надворешни работи? Видите, за жал Македонија нема дипломатија која де факто ќе биде експонирана на меѓународен план и ќе ги брани нашите интереси.
Министерството за дворешни работи во кој јас во две прилики бев државен секретар, на почетокот се викаше тоа подсекретар, разбирате, е изградено, преполнето со партиски војници, со луѓе кои... Еве веќе господин Никовски го се вративе повторно. Господин Никовски, некако се прекина, па рековме ако има Господ, ќе се приклучиме нас заедно. Ако е човечка рака, тогаш не можеме ништо тука да допринесеме. Па ево да продолжиме онама кај што застанавме. Да, застанавме околу нашето Министерство за дворешни работи. Како што спомнав, тоа министерство е полно со партиски војници. Имаме таму меѓу нив и квалитетни дипломати, меѓутоа, знаете, политиката во Македонија, дворешната политика воопшто не ја води Министерство на дворешни работи. Тоа е дури еден орган кој ги спроведува замислите на власта, на главната власт, на владата, на еден директен начин и често пати игнорирајќи ги основните историските, фундаменталните, какви сакате, интереси на македонскиот народ. А во оваа нова комбинација, кога е тоа предводено од двајца албанци, мислам, тоа го доживува својот врв, кога оние наши клучни национални интереси, кога македонизмот се руши, се уништува на еден отворен, директен, бескрупулозен начин, мислам дека покажува дека самите себе се хендикепираме и како да сакаме да се самоуништиме. Господин Никовски, Европската комисија и од вестите тоа го слушнавме, деновиве требаше да донесат рамката за преговорите, а до 10 ноември Бугарија и Македонија мора да постигнат заеднички договор околу Бугарската декларација и меморандум, со кој Бугарија од нас бара да се откажеме од јазикот и од државноста. Колкава е можноста ова што го бара Бугарија да влезе во преговарачката рамка? Видите, и вие самите ја објавивте веста од бриселски политико дека постигнат е бугарски така наречен компромис, катастрофален за нас, со кој тие ќе признаат дека ние сме нели така македонци сега и имаме македонски јазик, али дека тоа биле со бугарски корени. Тоа покажува дека Министерството за дворешни работи, кој пред малце го опишувавме како функционира, и државата во целина се однесуваат крајно неодговорно, не несериозно, не неодговорно и јас би рекол казниво, бидејќи тоа за тоа еден ден некој ќе мора да одговара, кога Бугарија води отворена агресија према Македонија, а ми ја молчиме. И сега ова што стигнува како вест непотврдена се уште од Брисел, покажува дека Бугарија успеала да ги внесе во преговарачката рамка своите главни интереси. Знаете, ако тие со една организирана држава, со одлука, со прво документ подготвен од Академијата на науките, потврден на влада, потврден на собрание, со меморандум ги известува сите европски земји, разбирате, а вие молчите, тие имаат печаток дека ние немаме што да кажеме, дека ние се согласуваме со тоа. Велам, тоа е толку неодговорно и казливо однесување, што велам дека еден ден за тоа некој ќе мора да одговара. Бидејќи ако вие молчите, а некој видара шлаканици, вие треба да го вртите другиот образ да продолжи да ве тепа, разбирате. И ние тоа го правиме. И сега веќе не стои зад бугарската политика Софија, него стои Брисел, што е катастрофа за нас. Се повторува истото сценарио кое беше нели така и во случајот со Грција. И видите кога веќе зборуваме на таа тема, прво да кажеме дека самиот факт дали ќе имаме овај почеток на преговорите и меѓувладна конференција во декември или во јуни следната година е апсолутно релевантно. Сега Бугарија само ги покажува своите мускули, дека Македонија мора да го следи тоа што тие го бараат, разбирате, и дека тука нема дилеми.
А нашите голготи ќе почнат самото преговарање. Значи, Бугарија сака што поскоро да почнат преговорите. Исто и Атина, која сега е повлечена и молчи, која ќе почнат преговорите со 35 поглавија, во секој од нив ќе има нивни барања. И од грбот што го спомнавте вие, и за се она што не ги засега и што не успеава да ни го подметнат во договорите кои ги подпишавме. Знаете, договорите кои ги подпишавме и со Софија и со Атина се само почетната линија, почетниот фронт кој тие ќе го прошируваат и продлабочуваат. Сега се повлече Атина, да, се експонира Софија. После пак ќе се врати Атина, разбирате, и кај нив договор отворен, јасен, пишан или вербален постои, како да не уништуваат чекор по чекор, бидејќи интересите се заеднички. И знаете што е најклучното сето тоа? Македонија немаше голем реален интерес да влезе во НАТО, тоа беше американски интерес, а ние дававме невидени концесии со прекастување на државата и добивме безсмислено име, значи сме зомби држава, разбирате? Ние сакаме да влеземе во Европската Унија. Тоа е една вредност европска, е наш интерес национален и државен и како сакате. Меѓутоа, овие две држави, од една страна сакаат да почнат преговорите, кои ќе траат 15, 20, може и 25 години, може никогаш нема да завршат, ама тие, јас не сум сигурен дека сакаат да влеземе во Европската Унија. Знаете, кога ќе влеземе во Европската Унија, ние сме таму веќе дел од клубот и ние можеме утредента да си го вратиме името, да ги поништиме договорите и да на почеток не може да ни стерат од таму, разбирате. Значи Македонија тоа ќе стане фактор, неспорен фактор во Европа. Така да тие сакаат да почнат преговорите, ќе не кочат и тоа до недоглед. Само ќе спомнам дека Хрватска кога преговараше за Европската Унија, непринципиелно Словенија им постави устав околу Пиранскиот залив, водите, нели така, разграничувањето во Пиранскиот залив, 2 години ги блокираше преговорите. Овие може 20 години да ги блокираат. Така да, не сум сигурен дека и Америка сака да влеземе во Европската Унија, бидејќи велам, сето тоа што го постигна, бидејќи ја спомнав малку преска околу албанците и Америка и така натака, меѓутоа мораме да бидеме свесни дека ова што ни се случува не е масло, што би рекол нашиот народ, на Софија и на Атина, туку е масло на Вашингтон. Ние не се вклопуваме во европските, во американските планови, визии и намери на Балканот, од кои причини тоа е веќе друга тема која сега не можеме да елаборираме. Играат на албанската карта, ја албанизираат Македонија, го уништуваат чекор по чекор македонизмот, велам клучен, тиранската платформа. Не е тоа албанска работа, не е албанско масло, тоа е све договорено. Да спомне, вие спомнавте дека денеска, нели, овие денови се навршуваат колку години од признавањето на Македонија од страна на Америка. Да кажеме дека после распадот на Југославија, Америка веднаш ги призна и Словенија, и Хрватска, дури и Босна кај имаше војна, разбирате. Србија не бараше признание и Црна Гора беа заедно. Нив им требаше 2 години после признавањето на Љубљана, Сараево и Загреб да ја признаат Македонија. 3 години им требаше да постават дипломатски односи, да воспостават дипломатски со Македонија односи. 4 години после Загреб, Љубљана и Сараево прати амбасадор. Тоа е односот на Америка према Македонија. Треба да бидеме јасни. А овие Атина и Софија се само извршители на нивните намери во едно сценарио кое полека има за цел да го избрише македонизмот. Велам зашто, тоа е друга тема и поширока, сега не можеме да објасниме. Али тоа е ова што ни се случува и велам, мораме да бидеме свесни дека ние работите треба да ги решаваме во Вашингтон. И нашето име го промени Вашингтон, не го промени Атина. Да беше Атина нашиот противник, лесно ќе се справевме. Јас знам дека нашите македонци од егејскиот дел ќе бидат малку разочарани што не ни е Атина главниот душман и противник, дека тие се само екзекуторите, извршителите, ама тоа се фактите, разбирате. Ако не се разбира тоа, ништо друго не може да се разбере. Зад Софија во овие моменти, разбирате, стои Вашингтон. Ова што го прави Софија, стои Вашингтон, непринципиелно подржана од Брисел, разбирате, и дори Foreign Affairs, да, часописот денови објави една анализа, вели, а што прави Америка на овие бугарски небулози? Америка е задлив, разбирате.
Да. Не реагира и да се разбереме. Дали се републиканците или демократите во Америка во однос на Македонија разлики нема. Прво, главните промени во Македонија настанаа после војната во 2001 година, а тоа е чиста американска агресија во албанска реализација. Не можеше што правева учака терористите, како што ги нарекуваше Робертсон. Преку Сабајле ќе преминат во Македонија од Косово, прават зулум во Македонија, убиваат, вечерта се враќаат на Косово. А Косово го под тотална контрола американска и на НАТО. Разбирате, значи логистика се беше американско. Така да тие работи мораме да ги знаеме и овие случувања последни што следат од Брисел и од Софија преку рамката и слично, се де факто дел од сценарио кој полека треба да го минимизира чекор по чекор македонизмот, а не со војна, бидејќи реков, војна никој не сака, ќе води во една насока која ќе биде контра интересите на Соединените американски држави. Значи, нашите проблеми, нашите голготи доаѓаат и резултираат од американските политики кои доминираат на Балканот и ќе доминираат во период кој доаѓа, бидејќи Русија се повлече, Турција игра маргинална улога, иако се обидува да игра нешто малку поважна и се враќа на економски план. Русија, и Кина се доаѓа на економски план, меѓутоа, како што гледате на меѓународен план, односите се заоструваат, Америка и Кина се во една неформална студена војна, истото се случува и меѓу Русија и Америка. Европската Унија нема своја надворешна политика, нити ќе има било кога, бидејќи 27 земји не можат никој се договорат. Една бугарска новинарка рече, Европската Унија нели така со 27 членки, вика, таква ламија немало ни во приказните, вика, со 27 глави, која нема да може да игра некоја важна улога во периодот кој доаѓа, бидејќи има економска сила, али нема воена сила. Така да Македонија треба да прави се да се приближува до Европската Унија, членството утре да ги започнеме преговорите, нема да се реализира најмалку за 15 години, може и никогаш нема да се реализира, да ги правиме реформите, да јакнеме како држава, да се развиваме што побрзо економски и така да создаваме на своја перспектива. Бидејќи ако чекаме другите со камшик или не знам како да не опаметат и да не стават во некој ред, тоа никогаш нема да се постигне. Или си способен да нешто направиш, или не си способен. Ако си способен ќе успееш, ако не си способен, поарно држи се на страна и не се експонирај во било каква смисла. Господин Никовски, имаме уште две прашања, се подолги, а верувам дека одговорите треба да бидат многу кратки, бидејќи времето не тепа, така да, иако прашањава се долги, одговорите веројатно ќе бидат во една или две реченици. Ево да видиме, Бети, дали... Еве вака, господине Никовски, претходно за тоа што го начнавме, како ќе го прокоментирате тоа што македонската влада преку Министерството за надворешни работи не испрати протестна нота, ниту пак го повика бугарскиот амбасадор за да му ја врачи таа протестна нота за пораките, односно заканите од страна на Каракачанов дека ќе испратил војнички полк во Македонија за да ги сруши спомениците кои покажуваат дека бугарите биле окупатори, а не ослободители. Државниот врв не реагираше ниту на изјавите на бугарскиот европратеник Ковачев. Нашето однесување е крајно неодговорно, политички катастрофално, дипломатски смешно и пред малку ја дадовте изјавата на Османи кој вели дека изјавите од Софија охрабруваат. Ако изјавите од Софија охрабруваат, тогаш или работите не се разбираат, или работите се тумачат на начин кој не е адекватен, не е соодветен, значи се лаже јавноста, разбирате. Изјавите кои доаѓаат од Софија се незагрижувачки, него, велам, тоа е отворена вербална војна, а она што го изјави Каракачанов околу полкот, тоа е повеќе смешно, разбирате, али тоа ја илустрира небулозата, разбирате, фашизмот бугарски кој сега доаѓа до максимален израз, а нашето однесување во најмала рака е неодговорно, историски погрешно и ќе не води во нови порази кои за жал
ќе траат подолго време, али Македонија ќе успее. Македонецот да бил лесно уништувачка мета, одавна ќе го уништиле. Така да оптимизам мора да постои, али во секој случај ова што се случува и нашето однесување е крајно неодговорно. Пред да се префрлиме на следното прашање, а со цел нашите гледачи и слушатели да знаат за што станува збор, сакаме да пуштиме едно видео кое го припремивме. Верувам дека вие сето тоа го знаете и го имате слушнато, меѓутоа е добро да го видиме. Дали според вас е прифатливо да прифатиме дека македонскиот јазик извира од бугарскиот јазик? Идентитет македонски исто. Не е прифатливо. И цело време го донеле Заев да го продаде името. Ајде, мајка. Додека дишам. Додека го дишам овој македонски воздух. И додека ме држи памет. Дека мојот дедо, мојот татко, сите мои предци, јас, мојот син и керка сме македонци, родени овде во Македонија. Тоа не може да се случи. И не само тоа, верувам дека не постои роден човек во Македонија подготвен да излезе пред парламент и да бара промена на устав заради промена на уставното име. Пресериозно ова прашање и навистина не боли нашата национална посебност. Никој не може во Македонија, верувам дека нема родено таков човек кој што би дозволил промена на устав и промена на нашиот идентитет. А што се однесува до уставот, гарантирам, одличен устав имаме. Европски устав. Уставот нема да дозволам никој да го смени. Уставот ќе се почитува. Уставот ќе се спроведува. Нема менување на уставот. Бидете спокојни. Кој бе тоа ќе спроведе во Радовиш, во Струмица, во Прилеп, во Кавадарци двојазичност? Глупости невидени, до каде забегаа? Имавме често муабети за името. Ќе го смениш името и никој нема да знае и утре ќе се викаме не знам како. Не може. Мора да доеш во институциите. Во тој момент ја ви тврдам, сите што беа до последен десетици и десетици илјади луѓе во мај, на 17 мај. И сите слободарски граѓани, колку год да звучи као фраза, душата ќе му извадат на тој што евентуално би го потпишал тоа. Нема да го остат у таа фотелја у која е. Значи ја не се сомневам, мислам дека шанси нема за такво нешто, али ако има во интерес на нашата заедничка иднина, ние мора да му земеме мерка на тој човек или на тие луѓе. Нашата позиција е јасна. Преговори за идентитетот на македонскиот народ и за македонскиот јазик ниту имало некогаш и кога го правевме Преспа и кога го подпишувавме немаше и добивме тоа што го добивме во содржината на Преспанскиот договор, така што од тие наши позиции ние нема да отстапиме. Господин Никовски, колку треба да му веруваме на председател Пендаровски, на премиерот Заев и секако вие кажавме за надворешните работи Бујар Османи, кога велат дека ако не влеземе во Европската Унија како Македонија и ако јазикот не ни е македонски, тогаш не ни треба таква Европска Унија, а од друга страна гледаме и слушаме што викаат, а истите овие политичари беа и се дел од власта на Заев, која ни го смени името на државата и од Македонија постанавме нова творевина со на име кое што не сакам ни да го споменам. Видите, очигледно нашите политичари се пишманачи, разбирате. Едно зборат, друго прават. Меѓутоа, за да го разбереме тоа, мора да ни биде јасно дека оваа власт е донесена од странците. Претходниот премиер и власта на претходната партија беше срушена од една основна причина, бидејќи не беа спремни да капитулираат околу името на државата, а тоа значи да се откажат од македонизмот. Груевски може да имаше грешки, ако имало криминал треба да се открие, до сега ништо не е откриено, ама човекот имаше многу јасна представа околу националните интереси. Оваа власт е донесена од странците со една единствена цел да ги направи сите овие работи. Јас веќе никому не верувам и се тоа што го зборуваат околу бугарите, само прашање на време кога повторно ќе заборава дека такво нешто зборувале, али велам, историјата не простува. Македонскиот народ не простува. Само е прашање на време кога работите ќе се дојдат на своје место. Јас спомнав дека Дегол рече дека договорите и розите вика траат, меѓународните договори и розите траат колку траат, значи после тоа веќе не важат. И прашање само кога во Македонија ќе дојде власт одговорна, национално свесна, која полека, чекор по чекор, нема да биде тоа лесно, али се ќе врати на своје место и ќе се македонизмот никој не може да го уништи, разбирате. Така да велам,
тешки времења минуваме, ќе бидат уште потешки овие што доаѓаат, меѓутоа надежта мора да остане. Македонецот ќе успее, али треба да дочекаме водство, лидер кој ќе биде спремен да превземе акција, да го врати самочувствието на народот, разбирате, кој е сериозно разнишано, да не забораваме дека на последните избори победи оваа власт, што е, мислам, срам национален за сите нас, после све што направија, али очигледно тука е пропагандата силна, измамите се длабоки, али, велам, полека, све ќе дојде на своје место, иако во периодот кој доаѓа ќе доживуваме нови порази, али тоа се ги губиме битките, али не војната. Војната ќе ја добиеме, тоа мора да постои оптимизам кај сите нас. Како викаат, per aspera ad astra на латински вика, низ трње до звездите. Македонија ќе дојде до звездите, али ќе помине време, кој ќе го доживее тоа не сум сигурен, али велам, назад секогаш има, поготово кога се неправди. Тоа го има еден од американските председатели речено, Линколн го има кажано, вели, ништо не е дефинитивно додека не е правилно решено. Тоа важи за Македонија и тоа ќе дојде на дневен ред. Велам, сериозни тешкоти не чекаат, маки голготи пред нас се, али на крајот краиштата ќе излеземе како победници. Господине Никовски, дозволете ми да споделам нешто со нашите гледачи и слушатели, кое што го оцртува вашиот карактер најповеќе. Кога се договаравме за интервјуто и за начинот на поврзување, рековте една реченица која што малку и ме насмеа. Рековте да вие дека за се имате време. Почитувани господин Никовски, за се има време, само за една работа нема доволно време. Не верувам дека да ве оставам да погаѓате до која ќе погодувате и нема да погодите. Ево јас ќе ви откриам дека господин Никовски рече дека единствено што нема време е време за спиење. Токму така, значи за се имате време, само најмалку време имате за спиење. Видите, времењата се тешки и одговорноста на секој што може да помогне мора да дојде до израз, затоа што, знаете, доведени сме во прашање како личност, како фамилија, како народ, како општество, разбирате, и не можете да спиете мирно. Нормален човек во овие времења тешки, бурни, невидени, разбирате, мора да му врие во стомахот, разбирате, се додека и да направи се што може за на овој мал, ама напатен народ да му се помогне, да му се отворат очите на луѓето и да помогнеме да се трне во права насока, која ќе биде нешто што никој не може да го доведе во прашање и да го оспори. Бидејќи се работи за универзални вредности за кои се залагаме, за универзални права кои бараме, кои никој не може нормален и одговорен човек да ги доведе во прашање. Меѓутоа, за жал, за македонците нема такви права, ако не се избориме. Сега моментално не сме организирани во таа насока, али тоа ќе дојде, бидете сигурни, бидејќи таа свест се повеќе ќе доаѓа до израз, мобилизацијата на масите ќе биде поширока и нема да дозволи да дојде да со земјата да владее власт која ќе биде предавничка, која ќе ги продава сите наши фундаментални вредности и нашата историја, нашата самобитност на еден безобразен, неодговорен, криминален начин. Господине Никовски, за крај, како поранешен дипломат, дали мислите дека Бугарија ќе го искористи своето право и во декември ќе ја блокира првата меѓувладина конференција ставајќи вето? Видите, како што реков, воопшто не е клучно дали ќе има конференција во декември или не. Се работи за суштината. Бугарија сега ги покажува своите мускули, ги тренира своите мускули да ни покаже дека зависиме од неа. Германија сака да има конференција, бидејќи тоа ќе биде нејзин успех во нејзиниот термин. И ова што достигнаат вестите од политикот од Брисел дека некој компромис е најден,
води во насока да почне конференцијата. Да сепак задржи конференцијата, разбирате, во декември, али тоа ништо нема да значи. После тоа може да има година дена пауза, може да има и 5 години пауза, или да почне да отворат едно поглавје и тоа да се врти во круг долго време. Да не забораваме дека Македонија ви гарантирам, еве, земете ме за збор, за 15 години не може да стане членка на Унијата. А тоа значи до 2035 година. За 15 години светот може да се промени 100%. Македонија може без НАТО и без ЕУ и 100 години, а ја не сум сигурен дека и НАТО и ЕУ ќе издржа толку време. Али велам, како ќе живееме и како ќе битисуваме зависи пред се од нас. Ако ние сме некадарни, слушајте, треба да добиеме толку што заслужуваме. Така да, суштината е самите преговори. Тамо ќе бидат сопките, тамо ќе бидат или овај ќе го направите што Бугарија сега има право на вето, али не сака се замери со другите и тука тактизира. Се обидува да го максимира, да ги максимализира своите интереси и барања, али нема да оди во конфронтација со Германија, веројатно. Така да, јас не исклучувам конференцијата, али после тоа почнуваат, кој ќе на секое поглавје ќе има, сега ќе го смените уставот, сега ќе го смените, не знам, грбот, ќе го смените овај закон, ќе прифатите дека, например, ова што бараа да не биде фашистичка окупација, туку дека ние сме раководеле со Македонија за време на Втората светска војна, значи ние ги депортиравме евреите, разбирате. Тоа се толку провидни работи, толку историски безобразлуци, недоклаканости, разбирате, небулози. Тоа е дури застрашувачко. А велам, таа византијска ороспија, за жал ги поддржува, али ние сме виновни, затоа што не преземавме никаква акција да го тоа сопреме, да нити председателот, нити владата, нити министерството, да им кажеме дека тоа што го бара Бугарија ради тие работи е чисто неприфатливо и надвор од умот. Тука некаде. Ни причини задоволство вашето учество во Македонски корени, господине Никовски, со желба за се најубаво од вас, како и желба да се чуеме повторно, зашто вакви луѓе како вас, полни со информации и знаење и желба да ни се одбрани и обстои државата, нели, и нацијата, никогаш не е доволно да укажувате и подсетувате за фактите и за нашето постоење. Ви посакуваме пријатен викенд, чувајте се, пријатно и до слушање. И уште на подсетување дека ќе мора да направиме. Тоа беше мое. И друго интервју и разговор, затоа што на коментарите видов неколку мина кои што поставуваат прашања, ние му се извинуваме што тие прашања немаме време да ви ги поставиме, па ево во едно од наредните емисии кои што ќе се договориме накнадо, ќе имаме можност да му одговориме на сите оние кои што поставуваат прашања. Задоволството беше мое и ако ме слушате се уште имам една порака до нашите во Австралија, не ги помагајте малите партии. Со тоа го разбиваме македонското национално ткиво. Ако опозицијата не беше баш на нивото на своите задачи и обврски во последно време, што е факт, меѓутоа со разбивањето на тоа изборно тело на мали партии кои ќе земат по 3-4-5 гласа, сами си ја сечеме гранката на која седиме. Да немаше мали 5-6 партии во последните избори, немаше да победи сегашната власт, ќе беше поинаква констелација и ќе имаме поголеми шанси за успех. Така да мораме да бидеме свесни дека изборот е меѓу две опции и дека тука мораме да се наоѓаме себе си во интерес на сите нас. Многу поздрав сите македонци во Австралија, чувајте се и вие тамо и не заборавајте дека борбата продолжува, ќе биде жестока, крвава, нема, мислам крвава во преносна смисла на зборот, за среќа нема да има војна, ама ќе биде војна, тешка борба за опстанок на македонскиот народ. Пријатно. Со Господ напред, до слушање. Секој е добро.